Добар ден, почитувани. Предстои најновата телма амбуланта. Што ни кажува телото кога срцето не работи како што треба? Кои се првите симптоми што не смеат да се игнорираат? Какви диагностички испитувања се клучни за одлуката да се направи операција на срце? За најчестите хируршки интервенции како бајпас или замена на залистоци до современите минимално инвазивни техники и трансплантација на срце. Денеска разговараме со професор доктор Сашко Јовев, кардиохирург. Останете на телма, а како и досега ќе оставиме простор и за ваши прашања во програма. Кога е потребна операција на срце? Ова прашање ќе му го упатиме на професор доктор Сашко Јовев, кардиохирург од Универзитетската клиника за кардиохирургија. Професоре, добре дојдовте во телма амбуланта и добар ден. Добар ден и ви благодарам за поканата. Професоре, вела дека е многу важно навремено да се препознаат срцевите заболувања. Па кои се тие симптоми кои што укажуваат на некаков проблем, кои што можеби не ги сваќаме сериозно и понекогаш ги игнорираме? Точно е дека се што на време ќе се лекува, ќе се третира, ќе се оперира, ќе биде со подобар резултат. И точно е тоа дека и срцевите заболувања треба на време да се на некој начин откријат, но тоа не е така едноставно. Дури некои заболувања, нели, порано даваат некоја симптоматологија, полесно се откриваат. Срцевите заболувања даваат јасна симптоматологија, нели, тогаш кога навистина има голем проблем, кога навистина има проблем за решавање. Многу често се случува да ја немаме така јасната симптоматологија кај срцевите заболувања во почетниот период, нели, на самиот почеток, и токму затоа се ексклузивно потребни превентивни мерки, добра превенција, нели, навремени прегледи, систематски прегледи и така натаму на загрозени групи, незагрозени групи и така натаму. Со други зборови, да, постои специфична симптоматологија, но таа е толку специфична кога веќе имаме реална болест, реален проблем, што најверојатно ќе треба да се решава. Сега... Тоа значи може да се има некој да има сериозен проблем со срцето, а на почетокот да нема никакви симптоми? Па можно е тоа, например, од една страна кај коронарните срцеви заболувања, нели, може кон таквите заболувања да бидат, нели, предиспонирани луѓе кои што се диабетичари долго време или кои што имаат една напредната артериосклероза или зголемено количество на масти во крвта. И тоа се пациенти кои што, нели, полека одат, функционираат, нели, меѓутоа промените се случуваат полека, се додека, нели, на вистина нема некој проблем кога тие би отишле на специфичен, нели, на преглед кардиолошки и така натаму. Со систематските прегледи тие работи, особено кај овие групи на луѓе, нели, порано се откриваат. Од друга страна, валвуларните заболувања, заболувањата на залистоците кои што ги споменавте вие, исто така многу долго можат да останат непрепознаени. Компензира тоа срце, нели, иако во наводници вентилот не работи доволно добро, иако крвта може да се враќа во спротивен правец и обратно, но тоа да трае извесен период и во моментот кога на вистина пациентот ќе почне да има симптоми во смисол на замор, во смисол на отоци на нозете, во смисол на задишување, во смисол на проблеми за спиење на грб, ќе мора да употребува една-две перници и така натаму. Зборуваме за една јасна срцева симптоматологија и можеби на една ехокардиографија ќе откриеме проблем со залистокот. Со други зборови, и тие некако можат да одат, нели, полека и нечујно до одреден степен, но и во тој одреден степен, кога ќе се откријат, не значи дека е касно, а за тоа ќе зборуваме, нели, малку покасно. На крајот, оние кои што се итни ситуации, во смисол на инфаркт или во смисол на раслојување, кинење на аортата, дисекција и така натаму, тоа се ситуации кои што се итни и кои што брзо се диагностицираат и кои што се предмет на ургентен хируршки третман, разбирате? Така што не секогаш рано може да се препознае одредена патолошка срцева ситуација, нели? И токму затоа превенцијата е од
исклучителна важност. Така, споменавте превенцијата и дел од ризик факторите, покачен холестерол, шеќер во крвта. Многу луѓе живеат под постојан стрес, не се хранат како што треба, не спијат доволно, физички се неактивни. Сега дали ризик факторите како што се стрес, покачен холестерол, шеќер во крвта, покачен крвен притисок, можат ли да создадат некаква бура во организмот која што ќе го оштети срцето? Со сигурност. Так, апсолутно. Ние за овие работи постојано зборуваме, особено матичните лекари, особено интернистите, постојано се зборува, години на нас се зборува, нели, откако има еден, иако претходно може би недоволно, пардон, внимание посветено на нив. Туку од 70-те години натаму, нели, кога има еден пораст на кардиоваскуларните заболувања, кога полека стануваат најчести заболувања и до ден денеска се најчести заболувања, и постојано зборуваме за овие фактори на ризик. И веќе станува тривијално, па ние стално зборуваме за тоа, нели, зборуваме за стрес, зборуваме за покачен крвен притисок, зборуваме за диабет, зборуваме за хиперхолестеролемија, нели? И велиме, па да, па јас имам малку шекер, имам малку ова, малку она. Да, сето тоа создава бура во организмот на еден подолг период, нели? Например, се зборува за стресот, стресот стана интересен повторно у тие 70-те години. Јас се сеќам покасно кога бевме студенти, кога ќе интервјуиравме некој пациент, па ми рекоа од стрес ми е, па што само од стрес ми е, така натаму, на нервна база, нели? Меѓутоа тоа постои де факто, стресот постои де факто, организмот е една целина. Психата и соматиката, физикусот на организмот практично представуваат една целина. Нели, мозокот е тој кој што дава импулс било каде, во било кој орган, нели? И сега замислете, имаме стресна ситуација во смисол на болка, во смисол на повреда, или стресна ситуација психолошка во смисол на болка душевна, во смисол на повреда на, нели, на одредено достоинство, во смисол на проблеми на работа, во семејството, во општеството. Нели, нашето општество ни изгенерира ексклузивно многу проблеми и така натаму. И велиме пак на психичка база. Па да, затоа што сето тоа е контролирано од мозокот, од хипоталамусот. Хипоталамусот е еден дел од мозокот, нели, кој што е одговорен за тоа да го контролира симпатичкиот и парасимпатичкиот нервен систем. Значи нервниот систем кој што оди директно до органите и тие реагираат. Значи ако имаме ние стрес во смисол на психички или физичка болка, нели, тогаш тој дава импулси и тогаш се лачат адреналин, норадреналин, кортизол. Значи постои таа линија, нели, хипоталамо, питуитарно, адренална, да речам, нели, оска некоја, и се создаваат практично се лачат овие и други хормони, а тие влијаат на органите. Тие влијаат на забрзување на работата на срцето, влијаат на покачување на крвниот притисок, влијаат на лачење на повеќе на ослободување на шекер и така натаму, ме разбирате. И сега сето тоа на една подолга стаза сигурно дека ќе создаде проблем. Стресот на кратка стаза е здрав. Лачење на адреналин, норадреналин, кортизол е здрава работа, меѓутоа кратко, на подолга стаза, тој веќе представува проблем. Бидејќи сите овие работи ги зголемува и притисок, и срцебиење, и може аритмии да донесе, и како се вели, до аритмии да доведе, до оштетување на крвните садови практично, нели? И до една голема низа на останати проблеми кои што понатаму ќе предизвикаат проблем на сите органи, во прв ред на крвотокот, а понатаму и на сите останати органи. Разбирате? Тоа е реакција на организмот на стрес, ама ако е континуиран, знаете, тоа е fight and flight реакција, велиме. Значи брани се и бега, да. И значи, ако сте под постојан fight and flight синдром, нели, и ситуација, тогаш сигурно дека ќе дојде до оштетување на подолг рок, а сето тоа ќе ги оштети органите. Во прв ред, еве, велиме срцето, така? Професоре, долго време се сметаше дека мажите имаат поголема шанса да развијат болести на срцето во споредба со жените, но поновите статистики покажуваат поинакви резултати. На што се должи тоа? Вака ќе ви кажам, се уште стои тоа дека естрогенот ги штити жените нешто повеќе, крвните садови на жените нешто повеќе, меѓутоа до некаде околу 45-та, да речем, година од животот. Понатаму, или веќе кога ќе се појави менопаузата, тие се подеднакво предиспонирани на срцеви заболувања, па дури во последно време жените и повеќе.
Зошто? Затоа што веројатно имаат и нешто повеќе стрес, вклучувајќи го фактор дека повеќе треба да се грижат за семејството, нели, отколку иако подеднакво треба, меѓутоа доаѓа така некако да некако велат менталниот товар тие го носат. Точно така. И физичкиот во домот. И после менопаузата е изедначен бројот, па дури изголемен заради тој изголемен практично стрес кога би додале семејство едно друго или жената која е пофрагилна на стресот на работа и така натаму, разбирате, така што бројот е комплетно на заболени и инциденцата на заболени жени со срцеви заболувања е еднаква како и со мажите после 40-та година. Сега тука не треба да забравиме генетиката. Наследниот фактор. Наследниот фактор. Значи, наследниот фактор, знаете дека влијае во 20 до 30% влијае во генезата на срцеви заболувања. Сега, на наследниот фактор можат да влијаат некои моменти кои што ги зборуваме за сите. А тоа се, во наводници, здрав начин на живот, нели? Да не се пуши, да не се пие, да се спортува секојдневно, барем 150 минути во текот на една недела, да, како се вели, се сочуваме колку што е можно, нели, од стресот, да се, пазете, има одредени вежби, ние понекогаш така не ги сваќаме озбилно, на медитација, на длабоко дишење и нели она земање на воздух и смирување во дадени ситуации за да се амортизира стресот и така натаму. Сето ова што го слушаме секојдневно ни изгледа тривијално, но и тоа не се зборува за безпотребно, се зборува. Сето тоа е токму тоа. Разбирате? Така што овој начин на живот, нормален начин на живот, во смисол не седален начин на живот, значи спорт, да не се биде гојазен, нели? И секако да се исклучат пушењето и пиењето и колку можеме да го амортизираме стресот, а со ова и го амортизираме, нели? Додатно влијаат и на оние кои што имаат генетска предиспозиција да ја супримираат можноста од појава на срце и заболување. А има ли некои скриени ризик фактори кои што се поврзани со болестите на срцето? Скриени ризик фактори, пазите, постои со оглед на тоа што имаме генетска поврзаност. Добре. Постои ген кој што е одговорен за хиперхолестеролемијата, неколку, постои за хипертензијата, постои за дијабетот. Разбирате? Од една страна. Од друга страна постојат кардиогенетски тестови кои што лесно ќе ви откријат дали сте предиспонирани кон срцева слабост, аритмии или евентуално хиперхолестеролемија. Разбирате, или така да постои дефинитивно генетска предиспозиција. Колку на неа чисто медицински денес може да се влијае, а колку на реагираме кон последиците е друго. Нели, ние зборуваме за напредната генетика, за интервенција во геномот и така натаму. Се оди некаде, не е до крај стигнато со тоа, затоа ги лечиме последиците. Но сето ова во средина што го спомнав, модифицирањето на начинот на живот дефинитивно влијае на генетиката. Професоре, дали секое запушување на крвните садови бара хируршка интервенција или пак може да се реши проблемот на поинаков начин? Да. Какви прегледи е потребно да се направат за да се утврди Да. која постапка ќе се примени? Секако дека нема потреба од хируршка интервенција, доколку имаме почетно заболување што може да се види на... Видите сега, да убаво пластично се види конкретно за коронарките или за поголемите крвни садови, дали има или нема, треба да постои, значи, добра индикација се направи тоа, како се вели, тоа испитување, тоа е добра причина да се направи тоа испитување. Кога ќе се направи, јасно ќе се види. Доколку не постои таа јасна причина на некој од поконзервативните испитувања, нема потреба да се прави поинвазивно испитување, велиме, ова е сепак некоја почетна фаза и така натаму. Со други зборови, доколку е почетно оштетување, се почнува од модифицирање на начин на живот, па се продолжува со медикаментозна терапија, па потоа се оди со интервентна процедура и на крај доаѓа хирургијата. Нели? Ако зборуваме за коронарните крвни садови, оштетување на еден, ќе се обидеме да го решиме со стент. До 2, исто така, повеќе садовна болест, потешко заболување на крвните садови, нели, кое што не може да се отвори со стент, или пак оштетување на, велам, зачепување на главниот крвен сад, кој што носи, го искранува целото лево срце и така натаму, се разбира дека ќе се реши со хирургија, нели. Но на крајот, бројот на пациенти е од прилика тука и со медикаментозен, па потоа интервентен
интернистички третман и на крај хируршки третман, ме разбирате. Но не сите се за хирургија се разбира. А дали секогаш кардиохирургијата е последниот чекор? Да, Или може да биде некогаш и прв? Ама вака, ако ние диагностицираме болест која што е за кардиохирургија, е првиот чекор. Иначе вака кога одиме, нели последниот чекор. На ехо преглед може да се донесе одлука за пазите, од денешно време иако има извонредни други потешки технолошки понапреднати испитувања, ехокардиографијата е еден од основните начини на диагноза на срцевите заболувања. Што се однесува до разни малформации, до оштетување на валвуларниот, тоест апарат, тоест на залистоците, до големите крвни садови, кои што излегуваат од срцето, апсолутно може во 90% да се во детали диагностицира. Од друга страна, запушување на коронарните крвни садови не може. Но ехокардиографијата ќе укаже на тоа дали треба да се направи коронографија. Зошто? Оти веќе укажува на абнормалности во движењето на мускулот срце, ме разбирате, дали акинезија, дискинезија, вака. Значи во секој случај е една од суверените методи кои што, иако е секојдневна и обична метода, дава извонреден одговор на тоа што ни треба. Понатаму се оди со интервентна, понатаму се оди со коронографија ако се работи за крвни садови, нели? Коронарните крвни садови се оди кон компјутеризирана томографија, ЦТ ангиографија ако се работи за голем крвен сад или некое друго оштетување, деформитет и така натаму, на срце, на крвен сад и така натаму, така што се си има еден тек. А колку време пациентот може безбедно да чека за операција на срце, доколку му е препорачана? Ете повторно, во зависност од тоа колку е заболен. Нема универзален одговор на тоа. Нема универзален. Значи, ние имаме emergency operation, значи операција која што мора веднаш да се направи, нели? Дали ако се работи за раскинување на главниот крвен сад, дали ако се работи за оштетување на коронарните крвни садови, таму каде што срцето попушта, каде што имаме така наречена ongoing исхемија, тоест каде што имаме исхемија и болка која што трае и продолжува и не реагира на терапија и така натаму. Значи, ситуации каде што се хитно им оперира веднаш, urgent, значи итно, ама не веднаш, не пациентот е тука веднаш у сала итно, првите 5-6-7 дена, и потоа елективни пациенти, оние кои што може да чекаат. Сега елективните може да чекаат месец, 2, 3, главно без проблем. Таа третата група, каде што има оштетување, што треба да се оперира, но не е за да се оперира веднаш. И тука доста пациенти се исплашени, бараат веднаш да се оперираат, иако де факто не мора, и тука е навистина проблем, нели, во принцип. Ајде да проговориме за најчестата интервенција, барем она најпозната што е меѓу народот, бајпас. Што значи, докторе, бајпас? Пардон, бајпасот е премостување на одредено зачепување на одредено место од крвниот сад. Имате коронарни крвни садови, еден од поглавните, да речеме, е зачепен некаде високо или не знам, зачепење или комплетно или во одреден процент над 60-70%, 80-90%, и сега тој нели не може да направи суфициентна достава на крв во срцевиот мускул надолу, таму кај што треба. Тогаш тој треба да се премости, да се доведе крвта, нели, после таа стеноза, одреден процент на крв иде пред стенозата, да се додаде крв после стенозата и останатиот дел од мускулот, од миокардот да биде добро исхранен. Значи, да се прескокне, да се бајпасира, да се нели премости зачепувањето на одреден крвен сад, одреден коронарен крвен сад во моментов, тоест одреден крвен сад кој што го искранува самото срце. Сега тој може да се премости со артерија, со вена, најчесто со артерија, тој главниот крвен сад кој што искранува 70% од предниот и преднолатералниот зид, тоест миокард, на левата комора што е најважен, нели, најчесто така што се транспонира еден крвен сад кој што е под градната коска, нели, ќе се испрепарира и само се транспонира, тој останува да се искранува од крвниот сад од кој што потекнува, се транспонира и се инсерира под стенозата на главното место. Останатите можат со графт, дали артериски или венски, да се земе парче артерија од подлактицата или да се земе парче вена, нели, од под коленицата, кои што ќе представуваат, нели, како графт, нели, како една цевка природна, графт, крвен сад, кој што
ќе се премости на тој начин што под стенозата ќе се сошие, нели? А потоа горе не е како оној претходниот само транспониран, може пак мора некаде да се сошие, ќе се сошие на аортата, нагорната аорта и се добија повторно еден затворен круг, нели? Срцето пумпа, па низ тие новите крвни садови враќа долу, еден дел оди, нели, кај што треба понатаму и практично се создава еден круг каде што е таа стеноза, тоа стеснување, тоа зачепување премостено и ние овозможуваме достава на крв во оној дел од миокардот надолу во срцето, кој што е ексклузивно важен, а не бил васкуларизиран. Трајно решение ова на проблемот? Тоа е трајно проблемот? решение, апсолутно. Тоа е трајно решение и операцијата, нели, е суфициентна многу долго, значи 15, 20 до 25 години, зависи кој графт се употребува. Кој графт е потраен? Има... Овој што го споменав, значи тој кој што не се вади целиот, дека само се спушта. Еден крвен сад, само му се нормален крвен сад од самото тело, нели, кој што на едниот крај ќе се затвори, останува отворен и само се спушта таму каде што треба. Но не може кај секој да се направи тој зафат? Бидејќи споменавте кај некој користите... Кај секој, скоро кај секој, 99% може, суфициентна е таа артерија и најважна е, најбитна е, најдолготрајна е. Значи, велимо на patency rate, време на, нели, проводност е најдолго. А овие што ги споменав се за другите оштетени крвни садови. Оти таква артерија има една, има и уште една од десната страна, почесто се употребува една, за да потоа тоа градна коска подобро зарасне, бидејќи истата артерија е битна и за неа, нели, и така натаму, меѓутоа тоа се, нели, некои финеси и така. Колку често правите бајпас на срце? Бајпасот е најчестата операција воопшто. Сега ние сите мислиме, знаете, имаме слепо црево, имаме холециста, воспалена жолчка, имаме, нели, некои по секојдневни операции, чести, во западниот свет, аортокоронарниот бајпас е најчеста операција што постои. Обично кај повозрасни пациенти се изведува? Обично кај повозрасни пациенти, обично над 60-та година од животот, 55-та, меѓутоа некои се што се попредиспонирани, генетска јака предиспозиција или многу лош начин на живот, со пушење, со пиење, со обезност, нели, со големи стресови и така натаму, и порано. А што е со срцевите залистоци? Зошто пак тие се оштетуваат? Срцевите залистоци... дека може со години да не се забележи проблемот. Како каде, нели, ама поспоро се развива патологијата. Залистоците се вентилите кои што постојат помеѓу предкоморите и коморите. На левата страна од срцето, лева предкомора, десна предкомора, и вентили таму каде што крвта ќе се испумпа кон организмот, значи во големите крвни садови. Од левото срце, да речеме, од левата комора оди нагоре кон мозокот и останатите, а од десната оди кон белите дробови. И тука има залистоци, така што ако крвта оди напред, да не се врати назад. Оди напред и не се враќа назад. Тие може да се оштетат. Овозможуваат насока на движење. Така е, вентил. Тие може да се оштетат. Може да бидат вродено оштетени, конгенитално оштетени, може да бидат како резултат на инфекција, ендокардит, едно друго, и може да бидат оштетени со време, со начинот повторно на живот и така натаму. Како? Да се депонира калциум, масти, едно друго, нели, па да се зачепи истиот. Или да има дегенеративни промени и оштетувања, како што има и кај другите органи, со староста, нели? Некој да се посклони кон тоа, повторно да има некое дискретно генетско оштетување, каде што и самиот квалитет на тоа ткиво е послаб и така натаму. Има разни причини и се можне чести. Така. Кога ќе се откријат овие оштетувања на срцевите залистоци, обично се следат. Пациентите примаат понекогаш и терапија. Доколку е покачен холестеролот, нели, за да се нормализираат, за крвен притисок. Сето тоа но кога ќе се открие, се прави проценка. Се прави проценка ехокардиографски. Можеме извонредна проценка да правиме. Значи, да речеме прв, втор, трет степен. Има детали. Значи, на почетокот проценка. Кој степен? Проценка. И сега велиме, он е веќе во фаза кога веднаш треба да се оперира, или не, уште малце ќе го следиме, ќе го пратиме и така натаму. Значи, се си има градација своја, некогаш веднаш се оперира, некогаш има почетно оштетување, ние ќе го следиме ова и ќе видиме во кој момент ќе се оперира, но додека срцевиот мускул е се уште сочуван. Затоа што точно повторно ехокардиографски може да се одреди колку е оштетен, до кога може да се чека, а ако е за операција,
до тогаш колку е оштетен и со замената на залистокот или реконструкцијата, колку ќе добиеме, какви ефекти ќе добиеме, на сочувано срце може да има нормално животно доба или нели тоа срце веќе почнало да попушта, па ќе имаме нели ограничена животна доба, меѓутоа сме го продолжили истиот век животен, сме го спасиле пациентот од рана смрт и така натаму, нели. Меѓутоа, како и секаде, рано откривање на болеста, сочуван миокард, сочувано срце, операција, многу благодарна. Кога се прави промена на срцевиот залисток, дали се користат биолошки или пак механички залистоци? Така се користат и механички биолошки, доколку е пациентот помлад, под 60 години, се користат механички залистоци, меѓутоа кај механичките залистоци треба да се пие антикоагулантна терапија доживотно. Над 65 беше, сега над 60, со оглед на тоа што се многу поквалитетни биолошките валволи, се имплантира биолошка валвола, каде што не треба ништо, може би аспирин, па некогаш ниту тоа, нема потреба од лекови. Тие сепак имаат известна дурабилност и извесен век нели на траење кој што е се подолг, бидејќи се се поквалитетни, така. Механичките ќе го надживеат пациентот, ама има компликации, во смисла на тромбоемболиски компликации, затоа постојано е на лекарства антикоагулантни, но па тие си носат исто така свој проблем. Сума сумарум, апсолутно благодарна операција. Пациенти после тоа, млади пациенти, се бават со спорт, со најнормален нели живот имаат, меѓутоа се со нешто поголем ризик од некоја од овие компликации. Овие другите пак биолошките немаат такви компликации, меѓутоа има можност за после 10-15 години велиме SVD, structural valve degeneration, оштетување структурно на таа валвула, оти сепак е од природен материјал, нели? И со време да се нели подоштети, да биде помалку квалитетна после извесен период на години, нели? Па да треба повторно да се замени. Дали пациентите можат да го слушнат движењето на механичката валвула? Механичката да, во принцип да, биолошката не. Да. Механичката да. Се слуша, значи како отчукување на срцето. Да, како да го чувствувате и како човек како се приближи, може да го слушне, може да го слушне. Им пречи тоа? Не, се навикнуваат, воопшто не им пречи. Никој не зборува за тоа, да. А кажете ми, дали има можност да се поправи оштетената валвула? Значи да си остане ткивото од валвулата и... Не. Оштетена валвула, биолошка, било свинска или многу почеста во денешно време говедска од говедски перикард, кои што се нели извонредни. Не, доколку има структурна дегенерација на тој залисток, треба повторно да се замени. Но траат многу долго. Имаат нормално, имаат навистина убав живот и квалитет на живот тие пациенти, и со едните и со другите. Чести се овие операции? Чести се, апсолутно да. Се е често коронарната болест. Па потоа болеста на аортниот залисток во смисол на стеноза, стеснување на истиот, нели? И потоа оштетување на митралниот залисток, оној залисток помеѓу левата предкомора и комора, кој што најчесто се реконструира, не се менува, и кој што е најчесто оштетен со текот на животот, дегенеративно, нели? Се многу чести заболувања, изволедно чести заболувања. А што е со вродените срцеви аномалии? Дали различни срцеви аномалии се забележуваат во детска возраст и ке возрастни? Да, секако има, значи, конгениталните се една посебна група на аномалии, кај новородени главно, нели? Тоа е една голема група на аномалии која што денеска исто така многу добро се третира обично во 1, 2 или 3 степена, нали, се прави една палиативна привремена операција, па се вика, велиме, после тоа има second stage operations, втор степен на операција, па дефинитивна степен на операција, кај голем дел од нив, кај некој се оперира и останува таа операција. Главно прогностички многу добро се оди и во зависност од тоа која мана има, цел спектар на мани, од нели, меѓу предкоморен отвор, коморен отвор, болест на самите крвни садови, нели, транспозиција на истите до да еден излегува, да двата излегуваат, не знам, од десната комора, сега го зборувам популарно, иначе сите тие имаат своји имиња, до комуникација помеѓу, како се вели, големите крвни садови, до тоа да големиот крвен сад е еден и за плуќата и за организмот и така натаму, нели. Сето тоа се решава, нели, некои се многу поблагодарни и може да доживее нормално скоро животно доба, некои мора да се повторно решаваат, нели, има одредени проблеми, некои дури најтешките завршуваат, нели, во одредено животно доба како кандидати за трансплантација, нели, 40-та, 30-та година и така натаму. Но главно
лекувањето на истите е многу благодарно, а се мани кои што изискуваат навистина или знаење и добра реконструкција, добра хирургија и добро следење и така натаму и ако се новороденчиња веднаш ќе се види нешто, нели брзо откривање и пластично откривање, се знае што е конкретно проблемот. Дали отворите помеѓу во ѕидовите на срцето може да останат непрепознаени до адултната возраст? Може, некои ако се мали може долго да станат, така. И некои може. ќе предизвикаат некои сериозни проблеми? Штом почне некој проблем да предизвикуваат, ќе се решат, најчесто не. Ако се помали и ако не се забележат веднаш, најчесто и не предизвикуваат сериозни проблеми, а некогаш во текот на животот можеби ќе треба и се решат. Да се решат, некои остануваат така и не предизвикуваат проблем. Тука и слабоста на срцето, кога се вели дека срцето се проширила и послабо ја пумпа крвта. Што доведува до попуштање на срцето? Да, ова е веќе сосем друга патологија, така. Да. Тоа е сосема накратко за да. Тоа е срцева слабост, така? да. Многу споменеме дека и тоа е дел од... Да, многу причини има за срцева слабост, нели? Почнуваме од оние кои што се знаат во смисол на присутни заболувања, постинфарктна, нели? После долготрајна срцева мана која што не била решена, нели? Или после решавање на проблеми, да речеме било суфициентно тоа срце извесен период, па потоа почнува да пропушта. Се до инфективни проблеми, вирусна етиологија миокардит, се до постпартална после раѓање кај жена, се до исхемична кардиомиопатија каде што сме имале ние пореметување на крвниот сад или кое што немало индикација во даден момент да се прави хирургија, нели, а со време го оштетува тоа срце или имало, па пак ќе продолжи, до велиме дилатативна кардиомиопатија од непознати причини, најчесто, но повторно со генетика, нели, поврзано. Многу причини има за срцева слабост или кардиомиопатија. Кардиомиопатијата денеска, срцевата слабост е епидемија. Тоа е апсолутно епидемија денес. Околу 1,5 до 3% од светската популација има некој степен на срцева слабост. 20% од популацијата над 70 години, значи 70 години, 65-70 години, има некој степен на срцева слабост. Срцевата слабост денеска е епидемија. Срцевата слабост ќе биде причина за кардиохирургија во 50% од 2040 година натаму или 2045 година, брзо за 15 да речеме години. Зошто? Затоа што проблеми срцеви се решаваат медикаментозно, со интервентна процедура, хируршки. Значи го продолжуваме тој живот. Меѓутоа луѓето живеат се подолго и ќе дојат до степен кога нема друго и полека почнува да слабее тоа срце и затоа е старата популација нели во 20-30% во некој тип на срцева слабост. Сега замислете, во Македонија, например, 1 до 3% од патологијата воопшто, не зборам за старите, над 60 и над 70 години, се во некој тип на срцева слабост. Во Македонија 20 до 30 илјади, затоа што ние по болестите сме Западна Европа и САД, не по ништо друго, нели? Меѓутоа по болестите сме. Тука го следиме тој тренд, за жал. Тука го следиме трендот. И сега пазите, имаме 20 до 30 илјади. И велиме вака, тие изискуваат одреден начин на лекување. Најчесто медикаментозен, хигиено-диететски режим со медикаментозен, потоа интервентни процедури, не знам, хирургија една друга. Меѓутоа 10% од нив се оние кај кои што ќе треба, во принцип, секаде во светот и кај нас, да се имплантира девајс во смисол на механичко срце или да се трансплантира срцето. Замислите, се оди до крај. Да не пресметуваме колку е 10% од овие 20.000 или од оние во Европа. Во моментот во Европа има околу 20 милиони луѓе во срцева слабост, нели? Во Европа 15 до 20 милиони во срце, генерално зборувам. Не зборувам за кандидати за нели нешто. Така што бројот за така што патологијата кардиохируршка во иднина ќе биде во 50% хирургија на срцева слабост. Да читаме имплантација на уред, левовентрикуларен асистивајз, десновентрикуларен, вештачко срце што го нарекуваме бивентрикуларен, некои вештачки срца што веќе доаѓаат на пазарот, нели? Или трансплантација, или нели нешто друго ако се нели воведе од овој тип на најтешки последни процедури, или ако веќе има некој друг на решение во смисол интервенција во генетиката на време, во геномот. Во геномот.
Веќе има такви чекори кај Даунов синдром, најавуваат така што може би тука ќе се најде некое решение. Сигурно ќе се најде прашање. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Тилма амбуланта. Професоре, а како изгледа операцијата на отворено срце? Значи, што се случува зад вратите во хируршките сали? Па мислам дека гледаме овде, нели, што се случува. Има некој видеа. Се случува тоа да има тим кој што мора да е екстремно координиран, да е ускладен, секој да си ја знае својата задача во детали, нели? Се случува тоа да си има отворен граден кош, каде што имаме срце кое што работи, кое што треба да се стави на машина за вонтелесен крвоток. И тоа не е само вонтелесен крвоток, тоа се вештачки срце и плуќа, потоа срцето се исклучува, плуќата се исклучува, белите дробови се исклучуваат и се интервенира на тоа срце, нели? Кога се исклучува и на истото му се администрира нешто, што значи што? Да го одржи животот во смисол на одредени материи кои што му се потребни да се одржи, нели, во живот во тој период, а да не му треба многу, се лади и самото срце е ладно на 4 степени изладено, иако и организмот, нели, самиот може да се лади, а останатите органи да не изискуваат многу, меѓутоа тие се веќе перфундирани и имаат нов крвоток од машината за вонтелес крв. И тоа е една процедура која што и тука гледате многу монитори, многу машини, многу апарати и така натаму, и кога ќе влезете, нели, тоа сето тоа изгледа како еден вселенски брод, меѓутоа сето тоа полека станува рутина и на секого кој што е во операционата сала и можам да кажам дека една од најсигурните хирургии денес, или сигурна како и сите останати, е токму кардиохирургијата. А постои огромен страв кај пациентите? Постои огромен страв кај пациентите. Пред да ги вклучиме гледачите, само да прашам како ги подготувате физички, но и психички пациентите пред да влезат во сала? Видите, физички секако се подготвуваат, во смисол нема коморбидитети, во смисол што треба да се испита, што треба да биде суфициентно работа на плуќа, на бели дробови, на бубрези, каде треба да се интервенира предоперативно, во смисол на коагулабилноста на крвта, прима лекови, не прима и така натаму, детали кои што испитувања рентген слика на бели дробови, плуќа, на останати, нели, органи, ако треба и така натаму, комплетна лабораторија, се тоа се прави и се има протокол за да се спреми пациентот, нели, предоперативно. Да, треба да се психолошки добро обработи пациентот и тука веројатно во светот, нели, секако и кај нас, ако сакаме, можеме да имаме помош од психолог, бидејќи психологот се бави со психата на здравите луѓе, нели. Но многу е важен и ординирачкиот хирург или ординирачкиот лекар на самиот оддел, каков е неговиот пристап, нели, колку сигурност влева. Од една страна морате да објасните дека сето ова има ризик. Од друга страна треба да го убедите дека тој ризик е помал отколку ако не ве оперираме. Затоа насмеани треба да влезете во операциона сала. И сите кои што се похрабри дефинитивно помируваат многу подобро. Но дефинитивно ординирачкиот хирург е тој кој што треба да му даде една сигурност на пациентот, нели, да се биде психолог, психијатар во дадениот момент, нели, да се биде човек, да се биде насмеан, да се влее сигурност кон пациентот, тогаш пациентите навистина многу подобро помируваат, многу полесно поминуваат, затоа што, како што кажавме на почетокот на емисијата, нели, психолошкиот фактор е екстремно битен затоа што организмот е една психосоматика, нели, и затоа што таму во тој хипоталамус на почетокот на продолжениот мозок се одвија се. Имаме гледачи, ќе им дадеме простор, ќе ги замолам само што поконцизно да ги постават прашањата во интерес на времето. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Добар ден до почитуваниот професор. Јас сум медицинско лице и многу убаво го познавам професорот. Сега да си ја кажам мојата мака. Јас сум жена од медицинско лице, жена од 70 години. Немам некој коморбитети, само исклучиво имам некој притисок, ама не многу. Пијам Телфорт, Небилет и Масидо за мастите и Хидро. Сега приликум и тоа добро го регулирам притисокот и мастите со терапијата. Сега случајно на ехо преглед на абдомен најдено ми е почетни плаки на абдоминалната аорта.
Јас не осеќам никаква тегоба. Сега, за тоа го молам прочитуваниот професор да ми каже, дали треба јас да осеќам некои болки во стомакот од овие плаки што ми е на абдоменот. Благодарам многу и поздрав до почитуваниот професор. Ви благодарам и вам за јавувањето во програма. Повелете, професоре. Да, ви благодарам. Нема потреба од страв. Болки не се чувствуваат во присуство на плаки. Тоа е во склоп на артериосклерозата со возраста. Доколку господјата ги прима овие лекови што треба, особено оние против зголеменото количество на масти, и доколку се движи доволно, нема да има проблем. Значи физичка активност. Физичка активност апсолутно, нели и во старост апсолутно, и ќе треба најверојатно од време на време контроли. Значи, како што господјата ми објасни, нема никаква потреба од страв, само да го продолжи тоа што го прави. Ајде да ги слушнеме останатите прашања. Добар ден. Ало. Во програма сте. Добар ден за професор Јовев и за вас. Ви благодарам. Ќе ве молам за едно прашање. Дали при утврдена значителна калцификација на лакот на аортата може да биде причина истата за потешки вртоглавици, несвестици? И ако е, дали може некоја интервенција да се се реши, санира и така? Многу ви благодарам. Ви благодарам и вам за јавувањето. Повелете, професоре. Така, добро прашање. Одлично, да. Значи, зголемена калцифицираност на лакот на аортата среќаваме. Исто така е ситуација која што треба да се следи. Ако е тоа причина да создае некој улкус, значи некој вдлабнување во зидот на истата, треба посериозно да се следи и да се види дали има потреба од интервенција. Но, кај калцификати на лакот на аортата, можно е да има и калцификати на каротидните артерии, на крвните садови кои што носат крвта во мозокот. Значи, секогаш треба да се направи компјутеризирана томографија со контраст на лакот на аортата и на крвните садови кои што носат крвта во мозокот. Ако и тие се калцифицирани или нивното излезиште од местово каде што излегуваат од лакот на аортата, тој е калцифициран, може да бидат причина и за вртоглавица и за главоболка. Кај господјата би сугерирал, па таа дури може да дојде и кај нас, да го видиме тој компјутер на лакот на аорта и крвните садови за мозок. А ако не е добар, ќе направиме нов, во смисло ако не е добар, ако не е се тоа што ни треба, ако не може да го видиме, и независно да се направи доплер. Тоа е еден вид на ехо на крвните садови за мозок, кој што многу пластично може да ни покаже што има, како има и дали тоа би можело да биде причина за низината состојба. Дефинитивно добро прашање. Господјата треба да дојде во амбулантата, било кардиохируршка, било кардиолошка, нели, и да се доиследи, да се види евентуалниот ризик од состојбата и да се види дали е тоа причина и дали нешто треба да се прави или не треба да се прави во смисол на интервенција. Не верувам, меѓутоа во голем процент може да биде тоа причина. Ќе го слушаме и следното прашање од гледач. Добар ден. Ало? Во програма сте и го очекуваме прашањето. Повелете. Добар ден, ве поздравувам и веднаш да поставам прашање. Јас имам атриална фибрилација, имам 72 години, веќе 6 години со АФ. Имам пролапс на митралната валула, НТ про БНП 375 и ежекционата функција над 60. Дали има некои индикации за, и има сигурно, некои индикации за интервенции и какви се тие интервенции во овој случај? И колку е таа срцева слабост напредната, не е умерена или како? Дали може докторот да ми одговори? Морам да кажам и тоа дека и мојата мајка беше со митрална стеноза и со 2 операции на митрална валула. Во размак од 18 години 2 пати менувана и така натаму. Меѓутоа, дали е тоа генетски или не, сега не може да се каже. Кажете ми, дали понатака да очекувам влошување некој или...
Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професор, што може да советувате? Исто многу добро кажа пациентката. Вели имам предкоморно треперење. Добро. Вели имам попуштање на така наречениот митрален залистокот помеѓу левата предкомора и комора. Значи, може би самото попуштање, една дегенеративна со годините промена во самиот залисток, да биде причина, да не биде доволно суфициентен, да не се затвара добро и да дел од крвта се враќа во предкомората, од комората. Со враќањето на крвта во предкомората, таа се шири. Со ширењето може да се предизвика предкоморна аритмија, предкоморна аритмија, ме разбирате. Предкоморната аритмија, која што ја има, нели, доведува полека до срцева слабост. И затоа е тој ПНП голем и така натаму, иако кажува пациентката дека ударната снага е се уште добра. Значи, токму како што треба ги објасни своите симптоми и точно тоа е механизмот, нели, кој што и се случува. Пазите, предкоморното треперење е исто така епидемија. И е причина за срцева слабост, што не го споменавме пред малку. И тоа е епидемија. Сега, како да се прави и што да се прави повторно? Од терапија во ред. Продолжуваме. Треба добра ехокардиографија, да речеме на нашата клиника, во нашата амбуланта. Доколку тој залисток ги задоволува условите за операција, има индикација за операција, причина заради која што мора да се интервенира, а ние имаме градирање на болеста, нели, степенување, стейджинг, степенување на болеста, да, до тука не треба, од тука треба да се интервенира. Тогаш треба да се интервенира, да се направи пластика на истиот. Проширеноста на предкомората не ќе ја решиме, меѓутоа прво пластика, а потоа, ако веќе има причина за операција и оперираме, тогаш ќе ја решиме и аритмијата хируршки. Имаме начин со струја како да решиме аритмијата. Но тоа е појдов од третото, нели? Затоа треба добра проценка. Доколку имаме предкоморно треперење, имаме залисток кој што се уште не треба да се оперира, може на клиниката за кардиологија да се направи обид за решавање со катетер. Нели? Да се стабилизира, тоест да се реши тоа предкоморно треперење и наназад се враќаме ако има некоја причина, значи да не можеме да направиме интервенцијата ниту кардиолошка, ниту кардиохируршка, тогаш треба да се продолжи со лекување со, нели, терапија. Секако ме слуша пациентката, мора да знае дека треба да прима и антикоагулантна терапија, се додека не се реши проблемот на овој или оној начин, нели? Најдобро е истата пациентка да дојде во нашата амбуланта, да се представи. Да го вреднуваме попуштањето на митралниот залисток, да ја вреднуваме болеста. Аха, се уште не треба да се оперира, одиме со овие два начина што ги спомнав. Треба да се оперира, ја решаваме и валвулата, и залистокот, и треперењето со помошта на струја и со помошта на ладен фрел. Ние практично ја воведовме таа процедура пред неколку години, ја правиме и е мощно благопријатна и во најголем процент ја решава аритмијата предкоморното треперење, нели? Ако може да се стабилизира истото во 20-30% со лекови, ако може да се стабилизира и да се реши во 60% со интервентна процедура, хирургијата, меѓутоа последниот степен, не би ја сугерирал случајот веднаш, ќе видиме, го решава 95% токму тоа треперење во денешно време. А тоа е исто така епидемија и тоа е причина за срцева слабост. Одлично го појаснивте ова и моето последно прашање за денеска. Малку така, да. Моето последно прашање за денеска, од што зависи успешноста на кардиохируршкиот зафат и што е со опоравувањето? Така. Како изгледа? Дали пациентот потоа ќе може да се врати во нормалните животни активности? Така. Успешноста зависи прво од добрата проценка на болеста, од навремената проценка на болеста. Зависи од самата хирургија и квалитетот на самата хирургија и искуството на хирургот, искуството на целиот тим околу него и добрата рана постоперативна нега. Нели, како што секогаш зборуваме. Се разбира, посочуван пациент полесно ќе помине, нели? Понесочуван пациент со коморбидитети и со касно откриена болест, се разбира дека е многу поризичен. Меѓутоа, има една цела низа на фактори кои што влијаат за тоа да хирургијата биде добра,
се разбира дека е основно, нели, ја кога го имав својот прв контакт со хирургијата како многу млад, кардиохирургијата на 27 години во Германија, цело време бе концентриран на постоперативната нега, знаејќи дека ова е шемата, ова се оперира вака. И кога го прашав својот ментор, ми рече добра хирургија значи добар пациент. А тој беше хирург. Добро оперирајте го, нели, ќе ви биде добар пациентот. Но не секогаш е така, бидејќи не сите пациенти доаѓаат тогаш кога што треба, нели? И бидејќи не е само хирургијата, меѓутоа има цел сплет на околности и стручни лица и цел еден синџир кој што треба да биде задоволен, нели, за да пациентот излезе добар од интензивната нега и оди понатаму. Ке можат понатаму пациентите со оперирано срце да се вклучат во спортски активности, Апсолутно, најголем дел од пациентите потоа треба да живеат нормален живот. Голем дел од нив спортуваат и 90% од пациентите треба да живеат нормален живот постоперативно, да се вратат на нормалните секојдневни активности, а секако, доколку, како што велам, се навремено оперирани и се помлади, и на спорт и на се останат. Редовни контроли, Тоа и секако, каде од нив антикоагулантна терапија? Каде што треба. Каде што треба. Да. Ви благодарам многу за вашето денешно благодарам гостување и во Тилма Амбуланта. Ми представува чест што бевте наш Исто гостин. така, се најубаво. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на емисијата. Ви благодарам што бевте и овој пат со нас од самиот почеток до крајот. Се гледаме секој работен ден на Тилма во 12 часот и 50 минути. Пријатно.